На денот со поранешниот македонски амбасадор во Софија Маријан Ѓорчев. Добро вечер, господин Ѓорчев. Добро вечер. Одличен познавач на историјата, на македонско-бугарските односи и на ЕУ интеграциите, би рекол, на надворешната политика. Затоа некако би почнал со овие секакви оценки слушнавме по извештајот на Европската комисија, но едно е сигурно, тоа е финалното за отворање на поглавјата услов е вметнување на бугарите во уставот. Премиерот вели ако го направевме тоа, извештајот ќе беше оценет со чиста петка, нели? Сега дали и покрај слушнавме свесноста кај председателот на Европскиот совет Антонио Кошта за потребата од гаранции со некаква предвидливост за македонскиот евроинтегративен пат, условот бугари во уставот ќе остане? Па најнапред да дефинираме што е годишниот извештај на Европската комисија. По 18-ти пат, тоа е пресек колку македонскиот општествен систем е усогласен со европскиот. И тука сме извънредно усогласени, оценката е тројка, тоа значи добри, а во некои поглавја, во кластерите 4, 5 и 6, дури сме кон добро, умерено подготвени кон добро. Да. Тоа значи дека ние немаме проблем, затоа што конечноста на извештајот завршува со препорака техничко-административна до политичкиот совет на ЕУ, дека Македонија треба да ги отпочне преговорите. И сега условот е, пред тоа беше до 2019, нели пред оној, да не кажам, фатален 17 октомври и Макроновата изјава дека беше да се смени името на Република Македонија, сега е да влезат бугарите во уставот. Новата македонска влада има извънредно јасен, чист, прецизен став, кој што го поддржа македонските граѓани, дека треба да ги избегнеме штетните последици по македонската држава. И тука е владата и предвидлива, и дефинитивна во тоа дека ќе превземе мерки да ги заштити и да ја заштити сувереноста на македонските граѓани на македонската држава и да ја заштити македонската држава од било какви штетни последици кои што несомнено произлегува во изминатите 7 години од, би рекол, лекомислена, недолгорочна и штетна политика по македонски национални интереси. Затоа тука е проблемот што и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта е свесен дека тоа што се бара од Македонија се бара од една земја членка на Унијата, Република Бугарија, која што елементарно не ги почитува човековите права на бугарски граѓани со македонска етничка самосвест. Затоа што има пресуди од судот на човековите права од Страсбург, кои што 20 години се отфрлаат од бугарските судови, основни, апелациони, касациони и врховни. Некако на пресконференцијата еврокомесарката Косија претрча Македонија, бидејќи е јасна состојбата тоа, менување на уставот, метнување на бугарите, за да било што и коментира. Сега, дали овој извештај е еден вид оправдување за Брисел за неисполнувањето на условот од страна на Македонија за метнување на бугарите во условот и купување време? Апсолутно, Европската унија разбира дека има работа со една сериозна, одговорна влада, која што изградила една кохезија со македонското општество и веќе почнува процесот на консултации со македонската наука, академија, комора, синдикати, се води тој диалог внатре во државата, во сите институционални системи, председателски систем, парламентарен, извршна власт, правосудниот систем и дека тоа е на некој начин ова позитивна оценка, за мене тројката е позитивна оценка. Вие сте добри, умерено подготвени, можете да почне преговори. Сега бидејќи имате проблем со уставните измени, кои што се реално прифатени од друга влада, меѓутоа немаат двотретинско мнозинство, дајте да видиме што да направиме сега ние како Европска унија, не само во однос на гаранциите, како тој диалог да го подобриме меѓу Македонија и Бугарија. Тростепен е диалогот. Едно ниво е кон Софија, мора тоа да тече, едно ниво е кон Брисел, третото ниво е внатре во македонската држава. Во обидот да извлечам информација од шефот на македонската дипломатија за разговорите со Кошта во Брисел, сега, актуелни, рече дека процесот е доверлив, по доверлив карактер, не може да се обелоденува во јавноста, но значи дека нешто се тркала, да се искористам со тој термин, нели, некаков план за откочување на евроинтеграциите. Ако Кошта среде Софија зборуваше за потреба од гаранции, тогаш тоа е сериозна намера за некаква промена? Од моја гледна точка многу сериозна, затоа што тука се работи, Европскиот совет ги анализира процесите, ја гледа каде е Бугарија во тој процес, ја гледа каде е Република Македонија, Грција и навистина извлекува позитивни заклучоци во насока на тоа дека не може некој толку години да биде закочен во приклучувањето во процесот на проширување, а да исполни толку многу критериуми.
Значи да усвои толку многу реформски пакети, нормално некои се реализирани, некои се недоволно реализирани, како што кажуваат и во одредени делови нели во правосудниот систем и слично. Да, борба против корупцијата, правосудниот систем и таму е двојно кој е виновен, зошто не е. Апсолутно. И тука е многу важно да се каже, ако веќе ние тоа е, велат, вие сте умерено подготвени и тие недостатоци ќе ги исправите во процесот на преговори. Значи тоа е тоа. Тоа кој што добро го разбира, мислам дека имаме, ако сме јасни, предвидливи и јасно ги дефинираме нашите цели, функција, организација и контрола, тогаш нема да имаме проблеми, затоа што сме на правиот пат, конечно, без снисходливост, да одговориме јасно и прецизно на секој европско прашање. Добро, господине Ѓурчев, кој е решението? Кој е начинот ако Софија се повикува на Брисел, таму барајте одговори, Брисел вели се повикува на тоа што сме го подпишале? Значи, видите вака, одговорот е многу јасен. Мерит системот не постои повеќе после оно што се случува со обидите да се на брза лента приклучат Украина и Молдавија кон Европската унија. Ние не бевме ниту помалку подготвени од Хрватска, уште повеќе бевме подобро подготвени од Србија и Црна Гора, кои што почнаа 2012 и 2013, а сигурно одлуката на Макрон да не спречи да отпочне преговори 2019 година најмногу се базираше на блокирањето на Албанија, кој што тогаш немаше уставен суд. Значи ние едноставно сме зрели и подготвени да отпочнеме преговори. Што е проблемот? Проблемот е за Македонија да важи истиот политички критериум кој што важи за Молдавија, за Украина, за Србија, Црна Гора и за Србија и Црна Гора, кога тие почнаа преговори. Тие не ги решија проблемите ни Црна Гора со корупцијата и криминалот, ни Србија со признавањето на Косово, ни Молдавија сега може да го реши проблемот со Приднестровието, ни Украина може да го реши проблемот на корупцијата и сите проблеми што ги има во Украина, дури изборите не се одржуваат во Украина, нема демократски избори, но разбираме дека таму нели во сите извештаи на Европската унија пишува дека тоа е согласно тешката воена состојба и слично агресијата на Русија, треба да го имаме тоа предвид. Ама за Македонија треба да се има предвид огромните жртви што ги прави македонската држава, македонското граѓанство, македонската економија, македонското форма на управување, сето македонската култура, за да ние докажеме дека местото ни е во Европа. И тоа е тој политички критериум што ќе каже дајте луѓе да им дадеме шанса да почнат преговори и покрај тоа што тој услов не е исполнет. Како да ги почнеме преговорите? Да се метнат бугарите, а да не изгубиме. Па еве една од шансите која што ја даде нашиот премиер господин Мицковски во преговорите со Европскиот за овие колку беа 16 месеци од мај. Толку има. Значи повеќе година и пол беше да нашиот предлог кој што ние би го сигурно поддржале во парламентот дури од опозицијата да бидат внесени во уставот со одложено дејствие. Тоа беше добар предлог. И бугарите би требало тоа да го прифатат, затоа што тоа е известност, имаат известност дека ќе бидат внесени во уставот и така ние треба да го минуваме уставот пред да влеземе во Европската унија, дел од нашиот суверенитет ќе дадеме на Брисел и на ЕУ, тогаш на вистина и во делот на човековите права би значило и бугарите да бидат сигурни дека ќе ги имаат сите оние, би рекол, привилегии кои што тие ги барат во овој момент, а не можеме ние да го испорачаме тоа затоа што не е во ред. Тоа решение се разгледува во Брисел и во Софија? Па нашата понуда беше многу јасна, многу чиста, многу концизна и принципиелна. Дајте, ние сме спремни да тоа го направиме во договор со македонската внатрешна во македонскиот политички систем, со опозицијата, со науката, со академијата и да отпочнеме еден процес на подобрување на двете нива со Бугарија, да им објасниме дека ние немаме ништо против македонски граѓани со бугарска самостојност, кои што имаат своји клубови, своји здруженија, своја политичка партија, сето тоа што го имаме како уставна придобивка за малцинствата во Македонија. Така што мислам дека таа понуда беше многу фер, многу коректна и Европската унија тоа го разгледува, дека Македонија е подготвена. Меѓутоа, ултиматуми, на некој начин поставување услови кои што се непринципиелни, пак ќе кажам, кои што доаѓаат од држава која што има проблем со спроведување на пресудите на Меѓународниот суд за човекови права. И тоа исто за Европа е сигнал. Видите, Бугарскиот Хелсински комитет такви анализи прави за кршењето на правата на бугарските граѓани со македонска самосвест, тоа е да ви кажам за восхитување. Професорот Канев, тој е еден извонреден интелектуалец, на десетина страници секоја година прави анализа што се случува во бугарското општество, дека мора да се реши тој проблем таму. И тоа е позитивно. И така го гледам јас процесот. Ме интересира вашето мислење дали ние треба да го истуркаме тој процес без оглед дали тоа ќе го одобри Софија или Брисел.
Апсолутно, ако ние оцениме дека интерес на македонската држава, знаете што, јас мислам дека главна работа во оваа работа е дали сме држава и да сочуваме таа држава, да изградиме силна, појака, побезбедна место каде што ќе се живее пристојно нашите деца, нашите внуци. Тоа да го направиме, а потоа нормално да пристапиме во процесот на конечност на нашата европска иднина заедно со другите европски народи, но тоа треба да биде во двонасочна улога, нема од една страна хипокризија, од друга страна снисходливост. Мора искреност да има. Добро, еве договорот за конечно пробивање на тој фамозен тунел од коридорот 8, дали е тоа на некој начин затоплување на односите помеѓу двете престолнини или е тоа да го наречам диктат на НАТО да ја направи оската долж коридорот 8 функционална? И двете размислувања ви се во ред. На НАТО му е нужно врска помеѓу Јонското и Јадранското море со Црното море. Им треба таа железница за превоз на товари, војници, воена опрема и слично. Од друга страна, на државите Албанија, Македонија и Бугарија им треба исто така на Македонија најмногу, затоа што тогаш стануваме вистинска крстосница на Балканот, коридорот 10 и 8. Меѓутоа, клучното е, јас така гледам, тоа е еден од елементите кохезивни што ја спојуваат Македонија и Бугарија, не само железницата. Граничниот премин Берово Струмјани, кој што ние го направивме уште 99 година, а Бугарија со оваа трансгранична соработка 2021-2027 година, дури сега обезбедува средства да направи 8 километри од Струмјани до бугарската граница, горе на Клепалото, граничниот премин. Тоа се реални потеди што треба да ги направиме. Во делот на енергетиката, соработката, во делот на сообраќајот, во делот на железничкиот патниот сообраќај, во делот на туризмот, во делот на научната размена, соработката на академиите, кој што почна пред 10 на години, ако памтите, 33 проекта, двете академии. Тоа е патот на добрососедството, соработката и пријателството. Таму има една клучна политичка фигура, која што се уште вака може да биде сериозен играч. Во ова студија неколку пати сте го посочиле председателот Радев како клучарот за затворената македонска капија кон Брисел. Еве тој повторно се закани сега дека ќе формира партија во пресрет на, односно во ек на последните политички тензии во Бугарија, посебно околу Лукойл, нели, и санкциите од страна на САД за руска нафта и газ. Тоа може да се случи веќе следната година, така? Да. Значи, него му изминува президентскиот мандат, сосема известно дека тој ќе се обида, тој е припадник на бугарската левица, и тоа на она ортодоксна бугарска левица, тој беше подржан од председателот Прванов за председател, согласно со БСП, и има клучна улога во обединување на бугарската левица со елементите од бугарскиот национален блок. И тоа е една силна политичка групација која што може да ни донесе сериозни проблеми во изнаоѓањето правилни решенија ако ние навреме тој процес не го отпочнеме и јасно кажеме што ние очекуваме од Бугарија, од сите политички субјекти. Мислите да биде проблем или да биде решение? Може да биде и проблем и решение ако се поставиме ние правилно. Ако имаме тврд став, ако кажеме до тука можеме да разговараме, она што бугарите знаете како почнуваат бугарите кога е таму. Так. Можеме да разговараме за се, за постоење на македонци во Бугарија не може да разговараме. Значи тоа е првиот одбивен потек. Ние исто така треба да кажеме, за све сме подготвени да разговараме, за секоја тематика, човекови права, унапредување на граѓански слободи, развој на сите стопански сфери, туризмот, се што представува услуга, меѓутоа за идентитетски прашања нема да разговараме, нема да дозволиме на војник кој што е професионалец, армиски генерал, така треба да се поставиме, тогаш тој би бил можеби решение на проблемот, можеби и не, може уште поголем проблем, но треба да бидеме тврди, енергични, јасни и концизни што бараме ние од Бугарија. Во континуитет имаме штури соопштенија од работата на заедничката мешовитата комисија за историски и образовни прашања, посебно македонскиот тим. Нели така се случи изминатите 2 дена да се доставени учебници по историја за пето и шесто одделение кои се во настава оваа година до бугарскиот тим. Министерката за образование вели дека ниту добила барање, ниту пак направили измени по бугарски терк, но од комисијата нов момент е велат дека со оглед на новата реалност на средбата се разговараше околу идниот пристап и методологија во однос на дискусиите околу учебниците. Дали ова најава за нова методологија или нов пристап кон отворените прашања со оглед на затвореноста на ова тело невообичаена досега? Јас би им препорачал
и на комисијата, и вие сте еден медиум кој што е најгледан во Македонија, да дојдат тука кај вас и да го да ја објаснат таа нова методологија, затоа што тоа е битно за граѓанството. Прво, недозволено е, ако нема јасност и она што представува медиумска достапност на тоа што работат, тие мора да информираат македонското граѓанство што се случува во преговорите со Бугарија. Низ брифинзи со вас, медиумите, вие сте пета сила во државата. И тие мора да кажат што е тоа што го договараат. Понатаму, сигурно дека владата, Министерството за образование нема да дозволи туторство на некоја друга држава, туѓа држава да ви ги уредува образовните прашања. И тука комисијата треба да отвори диалог и со Министерството за образование во Македонија и со премиерот на Македонија. И во тој контекст мислам дека во секој случај таа комисија треба да работи транспарентно, треба да биде присутна во медиумите, треба да образлага тоа што треба да се образложи, некогаш јавно, некогаш она што треба да се работи, да се каже што ќе следи во иднина, така што мислам дека нивната работа е важна, но пак е еден од клучните проблеми на кои што почива да речеме согласеноста меѓу нас и Бугарија. За крај, што сметате дека ќе се случува по најавите на премиерот за засилени активности по нова година во однос на евроинтеграциите, пред се комуникацијата со Софија, и што е според вас поверојатно менување на правилата на гласање за проширување или договор со Софија? Јас кажав, двостепено е нашиот пристап. Со Софија мора да разговараме. Мислам дека се одвиваат од моја ангол на гледање дури и оние разговори на стекнување доверие меѓу политичките чинители во Бугарија и Македонија. Понатаму тоа би било отворени средби со конкретни предлози на кое поле би можеле ние да направиме продор за подобрување на добрите односи и пред се искрено и со доверба. А од друга страна, кон Брисел ние гледаме дека Европската унија се соочува со еден голем проблем во делот на политичката, економската и енергетската политика на унијата. И безбедносната. На крај. Добро, тоа е и во делот и безбедносната. Тука треба да се следи тој процес. Европската унија со овие чекори што ги превзема сега, нели, зелената агенда на обновливи извори веќе заменета со нуклеарна зелена енергија. Сега веќе влегувањето на источниот блок од одредени земји преюдицира дека ќе мора и на Балкан да се дадат вентил, да дишат земјите како што е Македонија, Црна Гора, Албанија, да одиме и ние во тој дел со Европската унија. И мислам дека тие се паралелни процеси. Ниту Балканот ќе остане без да има контакт со Европа, ниту пак Источна Европа може без да се решават проблемите на Балканот, да направат чекор кон Европа. Од и билатерализацијата на проширувањето најмногу ќе им наштети на Украина и на Молдавија. Од и билатералните проблеми помеѓу Чешка, многу билатерални. И тоа исто ќе се одрази врз нив. И тука Европската унија, шансата наша е низ тие процеси на создавање амбиент на политичко решение, Македонија да го пречекори прагот на одржување. Добро, во очекување на нови моменти до наша нова средба, ви благодарам за гостувањето во тема на денот. Благодарам за покана.